Почитувани, Венко Филипче и Зоран Заев ги врзува една силна врска. Тоа се меракот за пари и коруптивни сделки. Да подсетиме, овие двајца, браќа по криминал и корупција, уште во 2018 година се врзаа во еден скандал. Едниот како премиер, другиот како министер. Имено, во 2018 година Филипче го спроведе скандалозниот тендер за централизирана набавка на апарати и реагенси за лабораториите за испитување на крв во јавните здравствени установи низ цела Македонија. Крвавиот тендер на Филипче, тежок 35 милиони евра, предвидуваше монопол во набавката на реагенси. А сето тоа ќе го добиеше компанија формирана неколку месеци пред тендерот. Оваа компанија, раководена од тотални анонимуси и без било какво претходно искуство за набавка или продажба на медицинска опрема, беше фаворизирана уште со самата тендерска документација. За сериозноста, односно несериозноста на компанијата, говори и фактот што истата беше управувана од човек по име Александар Јовановски Жути, човек без било какво искуство во медицинската опрема, а во Централниот регистар како адреса за контакт била наведена веќе легендарната Жути 45@Yahoo. Оваа адреса стана синоним за алаш, вериште, дерите на Филипче. Сите овие скандалозни факти не беа доволни Филипче да не го додели овој огромен тендер, но дури после огромниот и голем притисок на јавност и ВМРО ДПМН, истиот да го поништи. Но, како и за многу други скандали, така и за овој обвинителството остана немо. Венко Филипче беше клучниот играч на Заев во сите криминали и корупција кои се случуваа во здравството. Затоа и го штитеше и го чуваше на таа позиција. Тогаш го чуваше во министерското столче, сега го постави во претседателската фотелја во СДСМ. Заев и Филипче мислат дека ако ја имаат СДСМ како заложник, ќе може да ги уценуваат политичките процеси или да се пазарат со правдата и одговорноста. Се лажат. Одговорност ќе има, а народот веќе ги има прочитано што мостра се. Впрочем, дереджето на кое се најде СДСМ во голема мера е резултат на Заев и Филипче и како тргнале да ја држат партијата во заложништво за личните интереси. Така, уште повеќе ќе ја тонат. Ви благодарам. Прашање? Ваш коментар околу барањето на синдикатите за минимална плата од 450 евра од опозицијската СДСМ денеска излегува со поддршка кон синдикатот и велат платите мора да растат. Може ли е пораст на минималецот сега и дали има средства евентуално за ова да се остане? Благодарам на прашањето. Важно е да кажеме дека она што е во интерес на работниците и на граѓаните е и наш интерес. Премиерот најави заложби уште во првите 100 дена да се остварат разговори помеѓу сите релевантни учесници поврзани со овие прашања и со овие проблеми. Меѓутоа, важно е да зборуваме и да бидеме искрени дека ситуацијата која ја наследивме е катастрофална. Меѓутоа, тоа не значи дека за тоа треба да одговараат граѓаните и работниците. Целта е што побрзо опоравување на економијата и што побрзо закрепнување на стандардот во Македонија. Оваа влада е насочена да биде партнер на работниците и тоа врз основа на работа и врз основа на посветеност. Ви благодарам.